Продолжуваме да го отсликуваме работењето на институциите во општина Кавадарци. Од областа на културата, Дом на култура Кавадарци, во наредните минути ќе говориме за сработеното минатата година, плановите и активностите за оваа 2026. Наш гостин во емисијата е Методија Глигоров, директор на Дом на култура Кавадарци. Директоре, добар ден и благодарам што прифативте да сте дел од овој ТВ објектив и да го представиме работењето на Домот на културата. Така, добар ден. Ми е мило за поканата да бидам дел од емисијата. Како работеше Дом на култура 2025 година? Задоволни ли сте од тоа што успеавте да реализирате, со оглед на тоа дека имате и повеќе дејности во самата институција? Така, со поддршка на градоначалникот и совет на Општина Кавадарци, со поддршка делумно и од Министерство за култура, во сите дејности реализиравме многу проекти. Да почнеме со драмска дејност. Во драмската дејност реализиравме неколку представи за деца, за возрастни. Тука и месец на театар, значи од детски представи во април и мај ја реализиравме представата Пепелашка. Од и новогодишната представа која што ја даваме за деца на крајот на годината во декември месец, од представи за возрастни ја реализиравме представата Жена мислика Борис во режија на колегата Диме Боцев. Исто се реализираше и представата Предлог за брак и мечка во реализација на колешката Микица Илова и реализиравме една монодрама, можеби за прв пат во последните години. Тоа беше представата монодрамата Кротка, исто во режија на колешката Микица Илова. Покрај представите кои што ги реализиравме во наша продукција, имавме и месец на театар. Тоа е еден настан кој што се случува веќе неколку години. Оваа година имавме покрај нашите активни представи, заборев да кажам, Смртта за еден човек на Балканот во режија на Александар Малинков. Исто беше и Предлог за брак и мечка на репертоарот во месец на театар, а како гостински театри не беше Драфт театарот од Тузла, Босна и Херцеговина, театарот од Велес и од театарот од Струмица, кој што се представија со представите Госпоѓа министерка и Петок 13. Можам да кажам дека сите овие представи беа посетени имавме барем по 5-6 премиери репризи од секоја представа. Со детските представи имаме одлична соработка со училиштата од Кавадарци, кај што секое дете ја проследува секоја наша представа за деца, со представите за возрастни. Во последните години имаме направено некои, како да кажам, круг на луѓе или луѓе кои што постојано чекаат да имат премиера, да има нова премиера и кои што со задоволство ги проследуваат сите представи, некои по неколку пати, така да во делот од драмската дејност поминавме многу добро и се надеваме дека оваа година ќе имаме исто, можеби уште поголеми резултати. Во делот со ликовна дејност исто претходната година реализиравме неколку проекти во делот со изложби, преземање на изложби, наши хепенинзи кои што ги реализиравме. Можам да ги издвојам како едни од повише посетените, тоа се изложбата на Летив, тоа е конзулот на Монголија, на Љубе Чаловски, исто добра изложба на слики, на Маргуш, на Стефан Младеновски, на Андреј Антовски. Стефан и Андреј се едни млади автори кои што можеби првите изложби му беа кај нас, така да
секогаш даваме поддршка на млади таленти, но и на веќе докажани уметници општо во Македонија. Од литературна дејност имавме неколку проекти реализирани, можам да ги издвојам Роман на годината, тој е еден настан кој што традиционално веќе неколку години се одржува во Кавадарци, во Домот на културата. Исто имаме соработка со Тиквешки цветови, тоа е наше здружение кое што веќе има организирано неколку настани, тоа се поетски читања организирани од нашето здружение, но на тие поетски читања има учесници од цела Македонија. Во музичко-сценска дејност го реализиравме проектот концерт на Пепи Ангелов, 45 години музичка дејност, Пепи и пријателите. Тоа се случи на 7 јануари оваа година. Исто еден добар настан во кој што исто Кавадарец треба да биде горд затоа што настапија па некои 20-30 музичари од Кавадарци и за мене тоа една добра работа што се случи во градот. Исто како планирани настани во следна година се поддршка на локалните уметници, како концерти на Даме Камчев, на джез квартет и уште неколку ансамбли кои што ќе ни дојдат од цела Македонија. Фолклорниот ансамбл Тиквеш е амбасадорот на Кавадарци на Република Македонија. Имаше ли надвор од државата настапи 2025-та? Така. Фолклорниот ансамбл Тиквеш, добро кажавте, еден од најголемите амбасадори на Кавадарци. Во моментот фолклорниот ансамбл Тиквеш, заедно со својата школа и со првиот ансамбл и рекреативна група, има негде околу 250 членови заедно и со оркестарот, така да се работи за една масовна организација која што функционира и текако добро во последните неколку години. Минатата година бевме дел од неколку фестивали, тоа беше фестивалот во Турција, во Фетије, во Пула, бевме уште на неколку фестивали низ Македонија, како што е Илинденски денови, тоа е Републичкиот фестивал за фолклор, бевме во Радовиш, бевме на сите значајни фестивали во Македонија, така да планот е следната оваа година да исто да имаме соработка со многу фестивали, така да ќе ги посетиме, се надевам, барем поголемиот дел и позначајните. Фолклорниот ансамбл Тиквеш имаше и промоција на неколку нови кореографија и облековни елементи. Од кореографиите беше презентирана Радовишки собор, како една од најатрактивните во моментот кореографија, која што е во авторско дело на Јовица Блажевски, е дел од репертоарот на танец. Исто во организација на фолклорен ансамбл Тиквеш и Дом на култура се традиционално веќе по 6-ти пат се организираше кавадаречки фолклорни средби. Тоа е еден, можам да кажам слободно, еден од најмасовните посетени настани во културно лето. Значи, оваа година ни беа гости од Мексико, Литванија, Србија и Турција. Во годините наназад имавме гости од Полска, Босна, Северен Кипар, Грција и многу други држави. Значи, се работи за еден фестивал кој што е, кажав, масовно, можеби најпосетен, и во самиот фестивал имат земено учество и многу македонски ансамбли кои што се моментално на врвот. Така да исто и оваа година понатаму ќе кажеме што планираме и како планираме. Така да од фолклорниот ансамбл Тиквеш функционира и ќе функционира и се надевам дека оваа година ќе имаме поголеми успеси. Што е планот за оваа 2026 во дејностите кои што нели ги спојува Домот на културата? Така.
ајде, пак ќе почнем од драмска дејност, затоа што веќе работиме еден проект. Тоа е представата Тестостерон во режија на Јордан Витанов. Јордан Витанов е еден докажан глумец и режисер кој што ни доаѓа од Велес. Значи, моментално се работи, веќе во некои крајни фази на реализирање на проектот, така да треба се деси до крајот на месецот или почеток на март да се веќе да има премиера. Значи се работи за представа која што глумат нашите глумци вработени во Дом на култура. Имаме уште двајца кои што ни се од како соработници надвор од Дом на култура, а тоа е Никола Деков и Томе Танасов од Димри Капја. Се надеваме на голема, не знам, барем да имаме повторно да и Тестостеронот да предизвика масовна посета. Се надевам дека ќе има многу репризи сега. Здрави и живи, ќе видиме како ќе биде. Да, ќе покаже времето. Исто во април и мај е традиционално детската представа која што треба се реализира. Како една од најзначајните настани кои што ги реализираме во драмската дејност, тоа се Месец на театар, што оваа година ќе видиме точно во кој месец се реализира. Може би ќе го пред тоа беше во ноември, оваа година може и ќе го смениме месецот, но тоа се уште сме во преговори. Пак ќе има сигурно едно 5-6 представи кои што ќе има можност кавадаречката публика да ги погледне. Исто на како значајни фестивали во Македонија, значајен фестивал е ДАФ фестивалот во Кочани, во кој што ќе се представиме со представа за деца и возрастни, како гостување надвор од Македонија. Во моментот имаме покана од Петровац на Млави, тоа е фестивал еден со голема традиција. Поканет сме да учествуваме во месец март со една од актуелните представи. Ќе избереме во текот на месецот која представа ќе биде и така како друго гостување е предвидено и замислено на фестивалот во Требиње. Тоа е фестивала се вика настанот или фестивалот. Тоа е фестивал кај што одат победниците од сите бивши републики, како кај нас, например, кој ќе победи на ДАФ фестивал во Кочани, оде на Требиње на тој фестивал. Исто и такви фестивали има во бившите републики. И исто има еден убав фестивал во Тузла. Исто имаме покана за оваа година, па се надевам дека ќе ја реализираме. Нормално во втората половина од годината ќе се реализират уште неколку представи, но за репертоарот се договараме од кога ќе ги средиме, од кога ќе ги реализираме овие представи, па се договараме за следниот дел на годината. Исто новогодишна детска представа, нормално секоја година, можеби ќе има уште една детска представа од септември до ноември, представа за возрасти нормално. Тука ќе се уклучат нашите режисери Диме Коцевски, Диме Поцев, Александра Малинков, така да ќе реализираме уште некоја представа. Во ликовната дејност нормално, како и секоја година, ќе се реализират неколку изложби, арт хепенинзи, великденски хепенинг, женско писмо кое што ние за 8 март како еден настан кој што го организираме низ годините, како еден од најголемите проекти, најголемата изложба која што очекуваме да се случи во 2026 година, тоа е изложбата на Костадин Качев, која што ќе биде реализирана негде септември околу Гроздоберот, за Гроздоберот, и една од така на наши автори, на наши
ликовни уметници, тоа е на Игор Јосифов и Марина Убавкова, се вика Градот на светлината, вечна инспирација. Тоа се дела создадени за време на престојот во Cité de Art во Париз, Франција. Така да ќе имаме и соработка со многу кавадаречки автори, пред се, затоа што ние секогаш си ги почитуваме и си ги поддржуваме нашите автори, но во текот на годината ќе имаме изложби од Друштво на ликовни уметници на Македонија и така натаму докажани ликовни уметници во земјата и странство. Во фолклорниот дел поставување на нови кореографии, нормално секоја година поставуваме нови кореографии, ги презентираме за годишните концерти или за во текот на фолклорни средби, така да планирани се 1 до 2, зависно од условите кои што ќе ги имаме, нели, пошто работиме со средношколци, со факултет, луѓе кои што на факултет, така да за 1 сум сигурен дека ќе имаме хореографија нова, но за 2 ќе видиме дали ќе успееме. Исто се планирани патувања со фолклорниот ансамбл Тиквеш. Во месец февруари гостуваме на фестивал во Софадес, Грција. Тоа е еден фестивал кој што се организира можеби и 10 години, ние сме биле еднаш, така да ќе одиме пак со неколку групи од фолклорниот ансамбл. Исто се планирани гостување во Турција на фестивали, имаме покани, се надевам дека ќе ги реализираме. Аплициравме на фестивал во Сардинија, Италија, тоа е еден од меѓународен фестивал со големо значење. Нормално, како и секоја година, ќе се реализира кавадаречки фолклорни средби. Можам да кажам, пак ќе повторам еден од позначајните настани кои што е во продукција на Дом на култура. Така да за оваа година се планирани неколку ансамбли од страна. Веќе со некои сме во преговори, со некои сме договорени, но времето е рано да се објават, затоа што почеток сме се уште на годината. Да, почеток на годината. Цела година е пред нас. Така, во јули ќе биде фестивалот, така да до тогаш може да трпи промени. Така. Сите овие гостувања, директоре, бараат нели финансиски средства со оглед на тоа дека се работи за повеќе членови кои што се дел од сите овие настани. Каква е соработката со Министерството за култура, со општината? Има ли доволно поддршка за реализација на сите овие предвидени активности за оваа година? Така, со Министерството за култура, со меѓународна дејност, немаме нека поголема соработка, затоа што во последните години немаме добиено проект кој што би го финансирале Министерство, за да гостуваме на некој фестивал. Сме аплицирала нормално, но не сме добили во последните бар неколку години. Со општината можам да кажам само една голема благодарност до градоначалникот и советот на општина Кавадарци, затоа што сме поддржани апсолутно во се. Сега, пошто се работи за повише фестивали и тоа нормално представува голем трошок, делумно сме поддржани, мислам, тоа се пак многу пари, но делумно ги покриваме турнеите или патувањата од општината, нешто имаме сопствени средства, но некогаш си се самофинансираме ние членовите на ансамблот за да одиме на некој фестивал. Пак ќе кажам, имаме голема поддршка од општина Кавадарци, така да се надевам дека таа поддршка ќе имаме и во следните години. Инаку се работи за кога патуваме ние со фолклорниот ансамбл Тиквеш, обично ги плаќаме само патувањето. Од дестинација до дестинација, а кога ние гостуваме и кога ќе не примат домаќините, во сето сместување, храна и сите попатни работи, тоа се трошици на домаќините, исто и ние кога организираме кавадаречки фолклорни средби, наше е да организираме смештај, да организираме оброци за учесниците, да ги прошетаме, да му направиме, да му биде убаво во Кавадарци, а
патот си го спонзорираат самите учесници. Тука морам да ги пофалам и кавадаречките фирми, затоа што имаме една прекрасна соработка со многу фирми од Кавадарци. Даваат поддршка на активностите? Можам да кажам дека Кавадарци има фирми и треба градот и луѓето од Кавадарци треба се гордеат со нашите фирми, затоа што имаме така една добра поддршка од голем дел од фирмите. И за патувања, и за кога ги организираме кавадаречки фолклорни средби и месец на театар, тоа се помасовни организации и треба стварно пари, така да имаме голема соработка со многу фирми од Кавадарци. Не би сакал сите сега да ги набројам, немој да испуштам некоја, но имаме стварно многу добри, мислам, добра соработка. Добра соработка која што трае можеби за 5-6 години од сега, додека сум јас вработен во Дом на култура, можам да кажам дека имаме одлична соработка. Вработените на Домот на културата често се вклучени во Кавадаречко културно лето, во сите активности кои што се организирани од општината. Тука е манифестацијата по повод Свети Трифун, Тиквешки од Гроздовир исто така. Дали оваа година исто така ќе дадете придонес во реализација на сите овие содржини? Па како и секоја година, исто е да сега е Свети Трифун следен настан кој што треба се организира. Во петок имаме фестивалот Срма. Тоа е фестивал кој што трае неколку години. Тука сме вклучени никако организација и простор во Дом на култура, а и исто е вклучени фолклорниот ансамбл Тиквеш. Тука ни се учесниците од музичката школа, исто од Дом на култура и музичка школа од Ковин, така да на петок на 13 ќе се случи тој настан во 18 часот. Исто на главниот настан што е планиран на 14 од 12 часот, ќе имаме настап на фолклорен ансамбл Тиквеш, ќе имаме соработка со водител од нашата институција. Во делот со културно лето нормално еве како што кажав, кавадаречки фолклорни средби се дели од културно лето, разни настани организирани како настани кои што ги подмагаат нашите колеги, например представи во наша продукција, водители, така да имаме секоја година соработка и е супер тоа што можеме да си помогнеме едни со други. Нормално и ние и они нас. Директори, благодарам што бевте наши гости и искрено ви посакувам да реализирате се она што ви е дел од програмата за работа на Домот на културата во оваа 26. Ви благодарам и на вас. Секој добро. Ова беше ТВ Објектив. Говоревме за работењето на Домот на културата Кавадарци во 25-та и слушнавте се она што е актуелно и ќе се реализира во 26-та година. Имајте пријатна вечер со нашата програма.